800 тони цреша од Охридскиот регион имаат неизвестна судбина. Русија и Украина ги раскинаа договорите. Каде ќе заврши црешата оваа година? Имаме ресурси да произведуваме, но упорно увезуваме храна по поскапа цена од надвор, бидејќи немаме млади кои ќе ги работат нивите. Како да ги вратиме граѓаните и младите кон работа во земјоделие, барем за сопствено производство? Уште колку ќе растат цените на зеленчукот и овошјето? И колку ќе чини великденската трпеза? Дали ќе можеме да ги издржиме овие трошоци? Ова се темите во второто издание на емисијата Напладне, а наш денешен гостин е Ванчо Стојановски, овоштар и представник на земјоделската задруга Охридска черешна. Да. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото. Добар ден за вас во студиото, посебно за вашите гледачи. Да, 800 тони цреша ротнат оваа година во Охридскиот регион. Што се случува? Каде ќе заврши родот? Па последнава деценија, некаде поради климатските промени, најмногу од овошните врсти страдаше црешот. Бидејќи сепак Охрид има релативно планинска клима, што од една страна и то како одговара за црешата, имаме значи специфична микроклима, а од друга страна пак ќе кажам поради климатските промени, невообичаено некаде скоро и крајот на април знаеше да залади, во полност беа црешите, а оваа година, верувајте, имаме скоро идеална зима за сите овошни врсти. Али од друга страна, еве што се испречи, значи ова несакана ситуација што се случи во еден дел од Европа, значи конфликтот помеѓу Русија и Украина, а добар дел воопшто нашите земјоделски производи од Македонија, посебно црешата, 95% некаде се пласираше на рускиот и мал дел на украинскиот пазар. Црешата е специфична овошна култура, бидејќи таа однапред веќе треба да биде продадена. Неколку месеци пред берба, бидејќи таа не може да не трпи толкава трајност како другите овошни врсти и нејзиното чување, па макар и неколку дена плюс од предвиденото, доста ја поскапува за извоз. Годинава навистина не знаеме што ќе се случи, тој пазар е веќе за нас изгубен, барем за оваа година. Се надевате на други пазари? Може би тоа е спасот? Да, видите, во една ваква ситуација, значи кога Македонија, уште неколку помали држави од Западен Балкан, се, како да кажем, навистина притиснати, односно условени да се приклучат кон иницијативата на Европската Унија да уведеме ние санкции спрема Русија, во една ваква ситуација би било морално пред се и поштено, честно од Европската Унија малку да не ги подотвори пазарите и за некои други овошни и градинарски култури, или во најмала рака, бидејќи таму, знаете, во едни вакви ситуации постојат и солидарни фондови и ги обештетуваат оштетените страни, економски. Во овој случај би требала нашата влада, ако е малку по-мудра и по-вешта, да најде начин некако, значи, пак ќе кажам, бидејќи ние со ништо виновни за овој конфликт, сме условени, од друга страна би било фер од Европската Унија да гледа малку и на нас, посебно верувајте во Западен Балкан, нема нека сме сиромашни држави, би требало и ние да имаме достап до тие солидарни фондови или пак да ни ги подотворат нивните пазари. Ке скапува ли црешата? Или сепак ќе успее да се продаде? Видете, значи, значи, дома на домашните пазари. Значи сега останува, значи, колку успешно ќе се снајдат нашите извозници конкретно на цреша, ако не се пласира на некој европски пазар, кој се пробирливи, али во секој случај има начини како при сортирање да се извезе и со поголем квалитет охридската цреша, а нашиот бенефит е во секој случај ретки се вакви региони за одгледување на цреша. Не случајно Охридскиот регион е познат по црешата, бидејќи па со право би кажал на Балканот нема регион каде се може да се одгледуваат цреши со поголем квалитет и вкус од охридските. И плюс во нашиот регион, за разлика од другите региони во Грција и во Србија,
покасно стигнува црешата, тогаш скоро да ја нема на пазарот и таа предност треба да се искористи. Ако не се успее значи на европскиот пазар, тогаш остануваат пазарите Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, али во секој случај тогаш ќе биде можеби преполовено од купната цена, бидејќи и таму ќе се пласира во малопродажната трговија со пониски цени, бидејќи релативно скапа црешата до крајниот потрошувач во Скопје, таа 150-160 денари до 200 денари минимална цена во маркетот. На европските пазари да не зборуваме. Така да, иако успее да се пласира, во регионот, кај на Балканот, во секој случај ќе биде со доста пониска цена и пак несигурен пласман, со релативно мали количини, бидејќи црешата, пак ќе кажам, сепак предпочита да се пласира кај побогати друштва, општества. Постои ли страф и загриженост кај охридските овоштари од целата оваа ситуација? Да, апсолутно, и то како со право оправдано. Договори нема, како што знаеме, а се уште, значи, немаме најави за договори со некои други партнери. А времето поминува? Да, апсолутно, верувате, значи, таа веќе требаше пред неколку месеци да биде договорена од страна од купувачите, а тие нас не известуваат 20-30 дена порано од прилика, 10 до 15 дена ни ја даваат амбалажата. Ако не се знае, ако не е познат купувачот, тогаш и да се извезува пред берба, тоа ќе биде, во секој случај ќе бидат и нашите откупувачи уцените, ако пред време не се обезбеди пазар. Значи, многу е важно идно да се најде апсолутно партнери. Крајно време, да, апсолутно. Со кои што ќе се потпишат нови договори, пошто Русија и Украина веќе се завршила тема. Да, така, да. Да. Ќе преминеме на следното прашање. Веќе го најави во самата најава. Значи, имаме ресурси како држава да произведуваме сопствено производство, но ние не го правиме тоа и сега се наоѓаме во една ситуација кога нема продукти, не можеме да ги најдеме и да ги увеземе. Но еве зошто Македонија е една држава која што навистина има ресурси за производство на секаков вид и на овош и зеленчук, но некако стагнираме. Затоа што, еве, велат експертите, немаме млада сила која што ќе работи на нивите. Можно ли е да направиме прогрес кон тоа поле, да ги свртиме граѓаните кон земјоделието, барем да произведуваат сами за себе, еве во периоди кога имаме една огромна инфлација која што постојано е во раст? Видите, Македонија треба да биде среќна што сме сепак аграрна земја, бидејќи секоја земја, односно секој општество што има можности добар дел од потребите за храна да ги произведе во својата држава, многу е помалку осетлива, односно ранлива на политички и економски притисоци од надвор, посебно во една ваква ситуација. Па затоа тука еден апел пред се до институциите, а и до младите, кај институциите еден апел, морат преку конкретно Министерството за земјоделие и подрачните единици за унапредување на земјоделието малку повеќе да обрнат внимание на едукација на земјоделците. Посебно тука државата што поскоро мора да воведе одреден начин, односно иницијатива некоја за окрупнување на имотите. Да не образлагаме сега, немаме доволно време во емисија, али има начини, значи, како да дојде што побрзо до окрупнување на имотите. Конкретно еве за младите, кажавте, видите добар дел од нашите земјоделски површини, посебно во Охридскиот регион, да не претерам некаде 60-70% не се обработуваат. Пак еден добар дел од тие обработливи површини за жал се користат за житарици. Да, дури, извинете, 70% во Охридскиот регион не се обработени. Да, тоа е загрижувачки податок. А добар дел пак од тие површини што се обработуваат се заселуваат со житарици, што за Охридскиот регион е малку несватливо, непојмливо, бидејќи, пак ќе кажам, Охридскиот регион е природен за овоштарство. Покрај црешата, јаболкото е малку по-проблематично, тука бара на вистина поголеми површини, али покрај црешата да го имаме оревот, лешникот, малинки, и уште неколку други овошни култури. И тука барем малку младите малку повеќе да се ангажираат, да ги искористат нашите предиспозиции во нашето поднебје, да се заангажираат, бидејќи
Не е како порано земјоделието, знаете, сега е многу упростено земјоделието, имаме многу добра соодветна механизација, значи начини за обработување на почвата, па имаме системи за наводнување. Верувајте, ако пред 30-40 години требало да потрошите во текот на денот 5-6 сати физичка работа, физичко присуство, се максимум се сведено на 20%, може би на сат и пол. Најголема работа е околу бербата. И во добар дел од Охридското поле имате начини да дојдете до достап на вода и за наводнување. Тука би спомнал нешто околу наводнувањето. Законот дозволува да се формираат и приватни водни заедници. Не држете ме за збор дали 20 или 30 индивидуалци, може да се организираат и од една бушотина да се црпат заеднички, значи, да користат водата, и мора државата да направи тука ред. Не смее да веќе да се наводнува преку бразда, слободна бразда, бидејќи многу повеќе трошите енергија, и што е најбитно многу повеќе вода, а водите воопшто на светско ниво, па е некаде и во Охридскиот регион, према подалечните цела натака, веќе доста се опаднати водите, системите за наводнување душа дале, значи многу се поекономични, помалку барат физичко присуство и заштедувате вода, ефектите се многу поголеми со систем капка по капка, него со бразда. Само малку тука еден предлог до државата. Значи, ако не наводнувате преку систем капка по капка, не ви се следуваат субвенции. Значи, со тоа ќе му помогнете поевтино да помина, да има поголеми ефекти, значи, земјоделецот. Да, и можеби ќе ги мотивираат. Препорака од вас кон граѓаните и кон младите луѓе како да се свртат кон сопствено производство. Видите, значи, посебно во една ваква ситуација и понатака воопшто на светско ниво, видите ќе се и то како ќе се водат војни помалку за енергенци, него повеќе за вода и за храна. Барем за своите потреби имаме доста фамилии во Охридскиот регион, па и млади кои така дали делничат, се без работа, а и да се некаде вработени, има доволно време во текот на денот да се свртат малку кон селото, односно кон своите земјоделски површини, ако ништо повеќе барем за своји лични потреби, бидејќи многу е битно да имате свое контролирано производство и то како на мало цените ќе се зголемуваат во однос на прехранбените производи. Затоа за да избегнат таа висока цена, апсолутно така е. И пак ќе кажам што е битно, значи имате контролирано производство. И плюс, значи, добар дел од денот наместо да седнете или да се искарате со жената или со некои пријатели, така, значи, безцелно да губите времето, ќе се релаксирате, па и внучињата ќе ги земите, па и тие да видат, значи, што е природа, како се произведе храна, значи, многу бенефити имат, би апелират, значи, добар дел, пак ќе кажам, така, безцелно го губат денот, видите, ако се свртиме малку кон природата, па ќе си го многу ќе уподобриме својот начин на живот, ќе се преродиме. Да, и за крај, сведоци сме дека растат цените на овошјето и зеленчукот, дали ќе пораснат многу за великденските празнувања, дали ќе биде скапа великденската трпеза и колку ние како граѓани ќе може да го издржиме тој товар? Па, како и обично, ете за Божик и за Великден трговците, како знаат да ги кренат тогаш цените, напротив, тогаш треба да се пониски цените и пак ќе имат подобар бенефит, бидејќи тогаш навистина на големо се купува така, а претпоставам дека и то, ете, во една ваква ситуација, и то како ќе се зголемат цените, па пак уште еден апел, значи, скоро секоја фамилија од Охридци има по едно парче земја во Охридското поле. Така да секој може сам да произведе. Добро, ви благодарам Стојановски многу на гостувањето. Мислам дека испративме добри пораки и препораки за земјоделието. Се надевам дека ќе се изнедат нови партнери за Охридската цреша, која што е еден најголем проблем, нели, во моментот. И следниот пат кога ќе ни дојдете да ни кажете добри вести. Благодарам, уште еднаш поздрав до гледачите и пак уште еден апел, посебно до младите. Значи, ќе се подобрат апсолутно својот живот. Ете и пензионерите, и тие ќе се излезат малку. Добар дел од денот ќе си поминат во природа,
Посебно во една ваква ситуација после короната. Добре, уште еднаш ви благодарам. Да. Ви благодарам и вам, драги гледачи. Повторно се дружиме следниот понеделник во емисијата на Пладне со уште една актуелна тема. До тогаш, довидување.